Оние бабскине, како се кажа, до овде што се? Обични слиперки и танга. Здраво наши гледачи, добредојавте во уште едно најново издание на Ке го јадеш. Благодарам за сите оние кои што коментираа досега, даваа предлози, ни пишуваа, не лајкуваа и за сите оние кои што ни даваа совети како да станеме подобри. Еве во ова издание ве уверуваме дека во најмала рака, ако ништо друго, барем ќе го смениме водителот. Барем за оваа емисија имаме гостин водител, човек кој што многу добро го знаете, човек кој што го баравте да ни биде гостин во нашето шоу и човек кој што веќе 26 години постои, а мислам дека и единствен од водителите кој што 26 годишна кариера има во Македонија. Станува збор за човекот од кој што сите учевме, Драган Вучич. Добра вечер, добар ден и добре дојде во Ке го јадеш. Почитувани дами и господа, добро вечер. Благодарам што викнате ова прекрасно студио. Не е како ова што снимаш ти шоу, ама се трудиме колкото. Супер. Да. Концептот на нашата емисија е да јадеме ајвар, затоа се вика и Ке го јадеш. Јас секогаш го јадам со гостите, но овој пат имаме чест и ексклузива навистина да зборуваме со Драган заради тоа што колку време не ти правеле интервју, Драган, на телевизија или вака? Неколку години, не баш многу. Мислам јас знаеш зошто не сакам, сите ми се на некаков начин блиски, драги колеги, ама да си па секој ден на телевизија и па сега седмично, ама со 3 репризи, пак му доаѓа на ден и пол некако, нели? Сега ќе отвориш фриждер уште малку мене да ме видиш уште сега на некоја друга телевизија да си. Мислам дека е малку претерано и заради тоа, ништо друго. Фала ти многу што прифати. Имаме 10 ајвари, јадеме градација од најблаг кон најљут. 3 опции за помош, едната е вода, другата е млеко, третата е пиво. Од вака совет би ти дал само да не ги мешаш едно со друго, да не ти настане бучкуруж во стомак. После секое ајварче јас поставувам прашања, прашањата се многу едноставни, не се за знаење, туку се повеќе за тебе и за твојата кариера. Така што мислам дека може да започнеме. Може. Одиме со првиот ајвар, тој се вика Шабанеро. Зошто се вика Шабанеро? Па заради Шабан Шаулич покојни, за да оди во комбинација со турбо фолк музика. Имаш ти став за турбо фолк музиката? Добра е, не е Да ти добра? кажам искрено, порано и некако се водеше грижа. Сега каша попара е. Сега не се знае која музика се свири. Во едната иста песна од 3 строфи која трае 4 минути, измешани се неколку стилови, така да више немам коментар. Ај, одиме со Шабанеро, на здравје Драган. Да знаеш дека ќе го јадеш. Спомна дека не едеш љуто. Не јадам. И ова е љуто од почеток. Ова е најблаго. Одиме вака. Кој според тебе ти е најдосадно интервју во животот? Најдосадно интервју во животот. Па не можам се сетам сега, сум имал многу интервјуа. Ама не е згодно да кажам сега со кого сум Мора го човеко правил. да кажеш, ама е си го прашал и глупи одговори ти даде. За една телевизија. Ја многу мразам, јас секоја чест за млади колеги и треба секогаш да има. Ама во едно интервју ми дојде една девојка млада, стварно убава и атрактивна, арно ама боса по знаење што треба да праша, па поготово за мене. И такви некои блесави прашања ми постави и јас се чудам, викам што барам ја овде. Дур не заврши емисијата од типот аха, а вие значи колку што разбрав свиревте виолина. Ја не свирев виолина, ја сум бас гитарист. Чекаш, 4 жици имаш, ама не се свири со гудало. Да. Јас се извинувам, значи нешто имам помешано овдека добро, значи виолина не е и ми шкрта овдека ја гледам. И така тоа негде траеше, едно 4-5 прашања имаше, што тотално немаа врска со мене, ама буквално никаква врска со мене. И на крај ви благодарам, ова беше господинот Латас. И викам, зар е можно ова бе човече? Идеме со опција 2. Изгорели се бато. Не беше многу људ првиот, па? Не, ама ти Ама цело ли мора да се изеде ова? Па види се, ако саш подели си го на делчиња, ама како и да е, мора на крај да ги изедеш сите. Мислам дека така ти е полош. Вика, ова треба да го лапнеш без да го пипнеш. И да погинеш колку можеш, ќе се спасиш. Он збори е поблизу. Дали ти беа помили интервјуата со турците или со XU звездите?
Свек си нормално. Со турците никој не знаеш англиски, тоа е чудо едно колку се скарани. И као се разбиравте вежите се? Имав до мене дечко еден што живее во Истанбул, студент. Меѓутоа и на студентот, бидејќи, добро, тој у турски збори, ама турски зборува македонски турски, тој османлиски, не го збори нивниот. Па ни тој не се разбирал. Ма тој, ајде, и во некои работи што стварно не му текнува, туку ќе треснеше некој македонски збори, овај го гледа бледо. Се чуди. Се чуди што е ова. Стоп, чекај, сечи ова. Значи имав тука до мене еден, тој као знаеш, позади амбасадори или некој овде со превод што се. Е така ми шепкаше, колку слушав, на таа страна исто така, и многу тешко одеше, искрено. И меѓутоа, добро, заврши, снимањата беа многу долги. Обично едно снимање која колку саат време. Ама не беа колку турска серија долги. Не беа, меѓутоа испод 3 сата не беа. Баш заради тоа, заради тој превод. Поготово со Полат Алендар. Он беше малку така, он беше од тие најголемите звезди. И популарните Полат ролки после ги продаваа у Скопје за него. Да. Пошто ролка носеше стално. Имам и продуцентов од Ресен носи исто таква ролка. Одиме со третото. Огин, бабе, љуто. Јазикот него видел залчето, а ти веќе чадиш. Косата ти побелува, видот ти се намалува. Сеш да кажеш нешто? Не бе, ајде кажи. Толку ми е. На здравје. Вака или така, ќе го јадеш на леп. Ајде, сега имаме едно прашање. Може да се земе. Да, слободно. Ако сакаш и секни се, не е проблем. Да имаше капсула која што ќе се отвори после 100 години. Каква порака ќе напишеше за луѓето од иднината? Каква порака ќе напишеш за луѓето од иднината? Не бидете злобни, не бидете љубоморни, бидете френдли кон секој и што друго. Не знам што друго би напишал, меѓутоа И слушате музика. слушајте, да, и гледајте мене. И после 100 години. Ја мисле дека ќе кажеш ќе ставам лента од некоја емисија да видат како биле водителските шоуа пред 100 години. Идеме на четврка. Ајде. Ова, ја не знам дали не. Што сега не знам. Не, ова Од те тука- претеризам човече. Од тука идеш у спа. Бе, Така остати што- спа, од утре одам у спа, не одам се. Гори ватра, песната ја знаеш, така? Епа, на здраве. Нема да пееме. Дали некогаш си добил непристојна понуда на интервју Никогаш не се случило. од некој од колешкиве? Никогаш не, меѓутоа имам добиено милион понуди и дур бев во група и после копејач. Еднаш за 8 март ми се случи во Битола, пеам ја и одам у веце и у машко веце ми се приближува една стварно убава битолчанка Аха. и нормално непристоен предлог, кој број ти е собата. Ти викаш у кола спијам. Фала. Не, викам ја се враќам до Скопје. Тоа беше непристојниот предлог. Има, Сега многу си скромен, реално, и не сакаш да збориш, ама Има, не да нема, и порано па уште поеќе, од кога се сликаме обично, тука ќе те штипнат, па и за гс ќе те штипнат, па и за ова зона, ти овака се исправаш. само девојчиња биле, така? Пошто сега многу е модерно и Не бе, не знам дали беа девојчиња, така не беа девојчиња, сигурно. Овие знаева се. Тоа беше. Чим се толку слободни. Ама ти се црве од ајвар. ја не од ајварот, него ја почнам да чадам више. Идеме на следно. Ајде. Уџум бабуше ова. Се уđем да. Само што ќе го мириснеш сакаш да фатиш дженем. Ниво на издржливост биди маш, не фаќај уџум. Кажуве. Прашањето? Да беше жена. Ти имаше ли стратегија како да го заведеш спротивниот пол? Па, секоја жена има своја стратегија. Јас, например, би одел на атрактивност, а не би го гледала многу. Да не рече, еве, му полагам внимание, дали нога на нога, дали нешто со косата. Воопште не гледам во тој правец, тој кога ме гледа, а сакам. Тоа би ми било стратегија. Во еден момент погледите не ти се спојат. И после тоа. После тоа шушбуш. Овак.
Да. Со големо срце. Ајде да не те мачам, идеме на мојот омилено, тука почна да се крши мразот, само да знаеш. Диареја форте. Многу е зезна тоа да знаеш, после идење вече опасно е. Има тука. Има, Добро. ама заклучено е. Идам доле. Кој е најсрамниот дел од твојот живот? Имаш ли некој момент што вака си пропаднал у земја? Да. Порано, не знам колку знаеш дали си бил роден или не, а ти пиеш вода, а? Е, па сега ја водител сум. Куче едно. Значи, леле, диареја. Пред 40 на години, може би не си бил роден, као да. Добро. Така ме личи. Јас одев на големи турнеи, одев по СССР. Као бас гитариста со групата Македонија, Добро. со покојниот Честер Сашка и така. Ја бев најмлад член и со Здравко Чолич, Боба Стефановиќ, Бог да го прости, Лео Мартини, на неколку турнеи. Во Русија имавме по 60, по 70 концерти у 2 месеци и еднаш паднав на сцена, меѓутоа со се бас гитарата и добро е што не скршив ништо, ни нога, ни нешто. Големи сцени се тоа. Извинете. Се расплака. Димитар, Ти текна. ми текна и плачам уште од сега. Леле, шо ќе ми прави вечер, шо ќе биде, не ми е јасно. Лабаво, не се Ке млеко ќе ти да. пуштиме за дома. Ова, За паѓањево. одам ја нешто напред, сум се занел во песната. Еден дел од сцената напред беше закамуфлиран со една цирада, а долу свири инаку оркестарот. Која се балетски програми, која се исто као кај нас што е. Ме паднав И доле, пропадна он. целиот, и го снема бас гитаристот. И само, леле, еден црвен, како фајбер, не ме представам. Значи сум пропаднал, Димитар, во земја, никој пат во живот не ми се случило тоа. Имав раката овде Набиена? бев, не набиена, малце, не знам, крв ми течеше. Тука кај коленото нешто, изгледа ми на колено имам паднато. Прв пат во живот, само не дај Господ на некој да му се случи тоа. Исто Брена и се случи на 2-3 пати, она си е попаѓањето стално со штиклите. Како гледаш, цим, бум, чиле. Пее одоздолу. Мене само еднаш ми се случило тоа, да. Идеме на Ифрит љуто. Овде више, вика лапни, па пробај да не се наљутиш. Најчесто гостите во оваа емисија после овој евар ги гледаме како се наљутени. Се надевам дека нема да го видиме тоа кај тебе. Помалце, Имам техника. Наситно. Никогаш не јадеш љуто? Никогаш. Не ти вкусно или како? Ма не сум навикнат, ова... Да знаев дека волку љуто ќе те натерав сите благи да ми ги направиш да се фолирам. А не е фолиранција, драги гледачи. Не, не се благи и мора да е реално, сите пред тебе супер помина, така што нема поинаков третман. Да. И? Да беше последен ден од твојот живот, денешниот, што ќе правиш? 3 работи ми требаат. А да знам? Да. Ке му се молев на Господ да не дојде до тоа. Да берем да им уште не ладена. Да имам уште нешто, а да не знам кога ќе дојде, да не го знам денот и датумот. Би се собрал фамилијата, да ми бидат до мене. И што трето. И да ми пуштат некои од моите хитови да се потсетам пред да си одам. Алпина или Драган Вучич? Многу важно. Алпина, групата? Да. Драган Вучич како? Да нема некоја што сакаш да ја запееме сега. Која сакаш? Ника? Не, ника. Знаеш мојата омилена. Која бе? Како тебе згодна женска. Ако запнам ке те карам. Омилена ми е таа песна, ја пеев и по автобуси едно време. Добро што не ми дојде контрола, ти кажам. Не, али тоа беше една од не една, ја можам да кажам најинтересна емисија, усите најзабавна. Ама тебе емисија. концептот ти беше многу јак реално и мене ми е баш жал
што го остави на страна тој концепт, ама се надам дека нели- ќе вратиш. Нели има загадување се автобусиве нешто. Па нели електрични ќе ги направат автобусите? после ќе правиме Ќе смениме. нешто. Да. Идеме на Касни си, умри си, ова е осмицата, при крај сме веќе на шоуво. После ова, мислам дека малце по малце си ги каснеш, а? Не ми текнало тоа, мислам дека така поише људи. Не знам. Од страна. Наброј 3 типа на женски гаѓи. Оние бабски некако се кажа, до овде што се? Обични слиперки и танга. Бабски. Па тие што се толкави едни. Полека, полека, Аха. Ке те почекам. Збори. Не, да идеме на Хилфа директно. Што е тоа килфа? Ова е Хилфа. Не, бе, на крајното да одиме. Да ги прерипаме? Пририпа и не може ова. Ова шок си ме направил. Да ги прерипуваме ли? Ајде, на крајно одиме. И идеме на последниот, тој ќе го јадеш, ова ни е најљутиот. Ај на здраве. Ај на здраве. Ај зубо. Дај сега за кариера да збориме. Долу. Со две шоуа си активен, ти си единствениот водител кој што на две телевизии кои има во моментот во Македонија и не му се љути газдиве. Зошто се љутат? Стално се љутат, не знам. Мисля дека ве поседуваат како водители. Сега у недела што беше, како можеше да се погоди 8,5 и Телма и 8,5 Канал 5? Па ова не е нормално. И што идеш? Јас сам не знам на која да се гледам попрво. Дали да видам на Телма рейтингов како ми е, или па на Канал 5, или дали да видам колку спонзори ми отишле, а паралелно немам телевизор тука, еден таму, мораш да трчаш да. Лошо. Па сва среќа, имаше реприза во 12 ноќе во Телма, па се ја гледав целата. Ама иначе ова ти е прв пат у кариера на две различни емисии да си у исто време, така? прв пат. И не ти е напорно? Па ова е снимено што да ми е напад. Ама у смисла на тоа, и за да го снимиш треба да поминеш одреден период, така? Добро, ова у Београд што е Колку време поминавте месец дена снимајќи со ова? Последно? месец и пол, не, 20 и нешто дена. И колку вкупно познати личности? Многу. 20 се на се у цел циклус е 36 личности. А сите ти прифаќа без никаков проблем? Без никако. Ајде да не те мачам, Драган, уште оваа задача ти ја давам. Гледам дека ти стварно не јадеш љуто изгледа. Па не јавам бе бате, Мислам дека ќе пројадеш после ова. ќе ти убијам. Има 60 секунди. Време тече. Сега. Треба да ги најдеш овие зборчиња овде. Гледам. Ај. Гледаш? Побрзо функционира сега мозокот. Го јадов, еве го. Кај беше ова, бе? Леле. Значи ти останаа машки свет, Хилфа, Пиперка и Ајвар. Ете го Хилфа, уште 30 секунди. Водава ќе ти треба? Не. Не, те гледам, не ја пиеш. Ај бара. Ајде де. Што е ова хипа? Машки свет. Можеш у секој Ево правец. го. Ете го, машки свет. 1, 2, 3, 4. Уште две. 3, 4. Љуто да видам кај ти е. Уште 5, 4, 3, 2, 1 крај. Дај вака да го покажеме. 4 имаме, тоа се 40 поени. Ти благодарам многу за гостувањето. Фала, ќе го јадеш. Кај мене. Чести задоволство. Види се, ја мислам дека не беше толку напорно. Знаело и понапорно да биде. Страшно. Дами и господа, се надам дека уживавте во денешното дружење. Фала ви. Инаку беше предлог од луѓето кои што пишуваат коментари на нашиот YouTube канал. Сакаш да ти даеме опција, еве ти да предложиш некој кој да дое во следно издание? Машко, женско? Што сакаш? Обично машки викаме, може и женско да викне. Ако мене ме прашуваш, Жени не би викал. не, па и не ја да... Не знам. И ја би го викнал Џокица Лукаревски.
Джокица Лукаревски? Да. Леле, море мајко. Ајде. Ако дојде, Ќе му се јавиме, ќе видиме дали ќе оприфати предизвикот. дека е од мене. Поздрав. Поздрав, да. Скарани да не сте. Не. Топ. И знам дека јаде обожава се ова, поготово ајвар, така Готово. добар ти е за тоа. Фала ти многу на предлогот. Ова беше Драган Вучич во Ке го јадеш. Не надам дека уживавте. Гледате не во наредното издание да видите кој од нашите гости ќе го јаде. Чао. Идиме. А ти реков